Ви благодарам. Почитуван колега министер за внатрешни работи господин Оливер Спасовски, почитуван директор на Бирото за јавна безбедност господине Сашо Тасевски, почитуван началник на одделот за специјални полициски операции господине Бранко Трајановски, почитувани команданти на трите единици за брзо распоредување за специјални задачи, за обуки и за поддршка, се надевам не сгрешив. Драги деца, од 25 мај, почитувана директорке Вики, почитуван господине Попов, навистина ни е задоволство што и вие сте тука со нас. Се радувам што традицијата продолжува. И голема благодарност на Министерството за внатрешни работи, на министерот што ја воспостави оваа позитивна, да речам, дружба во пресрет на новогодишните празници, за да можете вие, децата од 25 мај, од малите групни домови, да се дружите со представниците со специјалците од Министерството за внатрешни работи, да ги прашате за се што представува ваше љубопитство како деца за нивниот ангажман, за нивните активности. И навистина се радувам што денес успеавме да видиме она што минатата година не го видовте. Имавте можност да го видите хеликоптерот, неговото полетување, имавте можност да влезете во специјалните возила кои што ги користат единиците за специјални задачи и што еве заеднички ќе се дружиме на овај ручек. И минатата година и сега сакам да ви порачам. Сите ние како граѓани во Министерството за внатрешни работи, меѓутоа особено во специјалците гледаме луѓе кои што се посебни и различни од останатите граѓани во државата. Но тоа не се луѓе кои што настапуваат од позиција на репресија, туку тоа се луѓе кои што се чувари на нашиот јавен ред, мир, кои што се таму каде што народски кажано постои пожар, каде што гори, каде што има инциденти, обид за терористички настани, таму каде што треба да се придружуваат лица кои што се предмет на прогон на меѓународни истражни органи и така натаму. Со еден збор, тие се чуварите на нашиот живот, на нашите имоти, на нашата безбедност, тие ни овозможуваат да спиеме спокојно и безбедно, и да се радуваме на животот и да ја градиме нашата држава. Јас на вас, како деца од установата 25 мај, во новата година пред се сакам да ви посакам многу здравие. И овој пат ќе се потрудам со помалку емоции од минатата година, затоа што очекувам дека пандемијата со COVID-19 ќе оставиме зад нас. Ви посакувам да ги слушате вашите, ќе речам, другари и пријатели, односно вработените во установата 25 мај, кои за вас се грижат како вистински родители и разговарат и споделуваат со вас се што представуваат секојдневни проблеми. Ви порачувам да бидете љубопитни како што бевте денес разгледувајќи го хеликоптерот и останатите возила што беа на платото, затоа што на младите им доликува да се љубопитни. Со љубопитство учите нови работи во животот, сознавате нови вистини, ги откривате вашите прозорци на сознанието. Бидете добри ученици, затоа што тоа е првиот предуслов да прераснете во вистински градители на нашата држава. Затоа што сите тргнавме од ученичките клупи и стигнавме до овде докаде што се наоѓаме сега. Кога говорам можете да бидете вистински градители, јас искрено верувам во вашиот потенцијал. Јас верувам во вашиот капацитет и знам дека еден ден, после повеќе години, можеме да се сретнеме и да се радуваме заеднички на вашите успеси. Ви посакувам среќна нова година, да сте здрави и живи. А мојата втора честитка, и исто така важна, ќе упатам до нашите домајкини, до министерот, до неговиот тим, да им посакам уште многу успеси пред се во подготовката за да можат да реагираат на сите ризици со кои што би се соочиле како држава, да добиваат нови посовремени услови за работа, да добиваат најсовремена опрема согласно светските стандарди за справување со вакви ризици, да бидат здрави и живи и уште еднаш благодарност за тоа што ни овозможија да сме и денес тука и да уживаме на денешната дружба. Ви благодарам на сите.